почитувана колешке Станела Шкриели. Сето ова што го рековте, многу убаво звучи. Уште да функционира како што кажувавте. Еве да почнеме со децата со попреченост, кој на почетокот премногу дадовте значење за нив, но на дело не е баш така. Ако на вистина родителите на децата со попреченост беа задоволни и се задоволни, зошто пред 2-3 месеци протестира тука овде, пред собрание, пред владата? Има ли некој од власта да ги слушне овие нивни барања и потреби? Знаете дека се чувствуваат запоставени во оваа наша држава. Се соочуваат со низа секојдневни проблеми. Да ве потсетам, со ковид пандемијата не беа опфатени со нито една мерка за помош. Дека власта не се грижи доволно за нив потврда и извештајот на народниот правобранител, кој беше за 2021 година, пред еден месец го разгледувавме сите ние. Понатаму, родителите постојано се жалат на хаотичните правилници и закони за социјална заштита. Да ве потсетам, колешке Санела, вие го донесовте новиот закон, сосема новиот закон за социјална заштита во месец мај 2019 година, но очигледно дека овој закон не ги поедноставува процедурите, туку напротив ги направи покомплексни и попроблематични и не можат да се остварат правата на децата со посебни потреби. Еве да спомнам нешто за јавноста, дека во собранието е предлог законот за измена на законот за детска заштита, предложен од владата. Но јавноста исто така треба да знае дека и ние како пратеничка група, а и пратеничката група Левица поднесоа закон и измени на закон за деца со посебни потреби. Но зошто вие како пратеничка група не го поддржавте овој закон? Замислете, законот предлага 15% покачување на посебниот доток, а растот на инфлацијата од едноцифрена стана двоцифрена. За месец јуни знаеме дека изнесува 14,5%. Како со тие 15% почитувана колешке ќе обстанат овие деца и родителите на овие деца? Ние како пратеничка група, кога го разговаравме за ребалансот, исто така предложивме покачување на посебниот додаток за 50%, затоа што гледаме на каде оди државата, на каде се движи инфлацијата. Што се однесува до трајниот надоместок, кој исто така го спомнавте, сакам да кажам дека барањето на родителите беше не 60 со 62 годишна возраст, туку 57 со 59 годишна возраст. Затоа што и кај мене дојде родител да каже каков бил договорот. Меѓутоа, очигледно, она што било ветувано не се остварило од страна на Министерството. Благодарам.